ќе се обидам во рамките на моите можности да одговорам на сите поставени прашања. Толку времето не ни дозволи да одговориме на сите прашања, ве известувам дека одговорите ќе ги добиете на следното обраќање, следното заедничко дружење во четврток. Ве молам да почнеме со прашањето. Прво прашање. Каков третман ќе имаат бездомните куќиња во Велес и како планирате да ги заштитите? Дали во вашата програма е предвидено отварање на стационар за куќиња бездомници? Верували или не, во нашата претходна активност отвори врата за иднината, кога беа анкетирани 11.600 семејства во Велес, убедливо најголем број граѓани како голем проблем и врвен приоритет го истакнаа проблемот со третманот на куќињата скитници заради безбедносните проблеми по улиците. Токму заради тоа, јас во нашата изборна програма му дадов висок приоритет на ова прашање и затоа предвидовме во Велес да се отвори современ стационар или прифатилиште за куќињата скитници. Тоа да се прави многу поинаку отколку начинот на кој што сега се изведува. Заради тоа во изборната кампања имавме средба и со Сдруженијето на граѓани Гласот на животните. Договоривме заедничка стратегија, претходно имавме разговори и со други љубители на животни. Целта е да ги прифатиме бездомните животни, меѓутоа после нивниот третман тие да не се пуштаат сите по улиците назад, туку да направиме заедничка кампања со Сдруженијата на граѓани, голем дел од куќињата скитници да бидат вдомени во семејства кои се љубители на куќи. Второ прашање. Дали во вашата програма е предвидена улицата Богдан Каракостев? Сметам дека таа е единствената која остана со коцки од сите други во градот. Улицата Богдан Каракостев е дел од нашите предвидени запати за реконструкција на постоечката патна инфраструктура, односно на уличната мрежа во Велес. Знаеме дека е во лоша состојба и затоа ќе биде приоритетна за разрешување во наредниот период. Ќе се заменат постоечките коцки со бетон коцки или со асфалтирање. Ако власта повторно продолжи со малверзација во изборниот процес, дали ќе поднесете кривични пријави директно до сторителите на незаконските дела? Доколку бидат направени такви дела и доколку имаме докази, се разбира дека ќе преземеме и соодветни законски мерки, но мојот апел е да се обидеме изборниот ден да помине во фер и демократска атмосфера, да победи најдобриот, тој што има најмногу доверба од граѓаните. Тоа би било најдобро за сите нас. Господине Коцевски, не сум член на вашата партија, но сум ваш поддржувач поради вашите дела што ги направивте во градот. Сакам да ве прашам како ќе функционирате доколку станете градоначалник во ситуација кога мнозинството во Советот го имаат ДПМН. А повеќето од сигурно е дека нема да имате поддршката од нивната страна и од владата. Имате ли резервна стратегија? Јас ќе се обидам да добијам мнозинство во Советот на општина Велес и верувам дека ќе успеам во тоа, но и во случај да не дојде до тоа, во светот постои праксата на кохабитација помеѓу извршната и законодавната власт, во случајот помеѓу градоначалникот и мнозинството во Советот. Доколку сите поаѓаме од интересите на граѓаните на општина Велес, мислам дека ќе имаме добра соработка и ќе наоѓаме заеднички решенија за најголемите приоритети на граѓаните на општина Велес. Сега сакаме да ве прашаме дали повторно ќе има митинг во Велес? Митинг во Велес нема да има, нашите проценки се дека нема потреба од митинг помеѓу првиот и вториот изборен круг и ние се одлучивме да водиме по инаков начин на кампања со посета на нашите поддржувачи, нашите сограѓани во нивните домови. Господине Коцевски, дали имате идеја за решавање на големата невработеност во градот, која воедно е и главна причина што младите се заминуваат? Прашањето е многу важно и многу добро. Еден од нашите врвни приоритети ќе биде разрешување на проблемот со невработеноста и би додал големата сиромаштија со која се судираат
голем број граѓани на општина Велес заради постоечките економски проблеми. Имаме предвидено бројни активности и мерки во нашата изборна програма. Првата и најважна мерка е подобрување на локалната бизнис клима со цел да создадеме предпоставки за да дојдат до израз способностите на менаџерите и тие со отварање на нови производни капацитети да отворат многу нови работни места. Целта е Велес да го направиме да биде атрактивна дестинација како за домашните, така и за потенцијалните странски инвеститори, да ја искористиме централната местоположба во Македонија, во близина на главните патни железнички крстопати, близината на Скопскиот аеродром, на Скопје, реката Вардар заради технолошката вода. Во таа смисла предвидено е да ги прошириме постоечките индустријски зони во Речани, во Узус и во Превалец, да ја доизградиме комуналната инфраструктура и да изградиме нова индустријска зона во близина на селото Караслари. Покрај тоа имаме предвидено и други мерки кои се однесуваат на обезбедување на бесплатни обуки за преквалификација и до обука, за да им го олесниме пристапот до нови работни места на нашите невработени сограѓани и на тие што се прогласени за стечени работници или за технолошки вишок. И на сето тоа би додал дека планираме да се основа еден мешовит фонд кој ќе ги поддржува сите иницијативи за отпочнување со нови бизниси. Исто така предвидуваме и други активности кои ќе му помогнат на бизнис секторот да воспостави добра комуникација со бизнис заедниците од збратимените градови, ќе помогнеме во организирање на сајми за представување на достигнувањата на нашите стопанственици како во земјата, така и во странство. И на крај би додал дека лично ќе се заложам кај господинот Трифон Костовски, кој сега е собственик на поранешната порцеланка и кај новите собственици на поранешната топилница. Тие простори кои се добро опремени со комунална инфраструктура, дури во порцеланка има и гасоводен систем, да се стават на располагање. Мислам дека таму заради прекрасната комунална и друга инфраструктура има можности да се отворат неколку илјади нови работни места. Колку вработување би требало да донесе јавното предпријатие Велес Газ и колку вработување би требало да донесе фабриката за рециклирање на цврстиот отпад? На почеток, новото јавно предпријатие Велес Газ нема да вработува многу луѓе. Целта е во почетниот период, додека да се направи магистралниот цевковод кој ќе поминува покрај Велес, да се вработат толку луѓе колку што е неопходно потребно за да ја подготват, да ги водат работите околу подготовката на физибилити студијата, на проектната техничка документација и за потоа за изградба на секундарната гасоводна мрежа до јавните објекти и до индустријските капацитети кои ќе се поврзат на гасоводот, а со тек на време тој број ќе се зголемува откако ние ќе се приклучиме на магистралниот цевковод. Преговорите за отворање, односно изградба на нова фабрика за третман на цврстиот комунален отпад ги започнав уште додека бев градоначалник пред 4,5-5 години. За жал, актуелната власт не успеа да ги заврши со успех тие разговори. Секаде во светот цврстиот комунален отпад е добар бизнис, само во Македонија е опасност за животната средина. Јас многу верувам во овој проект, без да вложи општината ниту денар по пат на јавно-приватно партнерство, тој проект ќе го реализираме. Не би можел да кажам точно колку работни места ќе се отворат, меѓутоа не само што ќе се отворат нови работни места, туку и трајно ќе се решат проблемите со третманот на цврстиот комунален отпад. Тој ќе биде добар бизнис и ќе имаме и селективно собирање на отпадот, посебно ќе се собира пластиката, посебно стаклото, посебно хартијата и кујнскиот отпад. Господине Коцевски, како ја гледате својата визија за спортот во Велес, по-конкретно за ракометот? За жал, спортот во Велес ја дели судбината со вкупните состојби на економски план. Секаде во општините каде што економијата е во криза, стагнира спортот, тоа му се случува на Велес и тоа трае подолг период. Во Велес е во криза повеќето спортови, вклучувајќи го и ракометот. Ракометот заедно со кошарката и фудбалот и одбојката ќе видат
Приоритетни спортови, тука би ги додали овие помали спортови, како што е кајакот, кој исто така е помал спорт, но е најтрофеен за Велес, ќе бидат континуирано поддржувани во рамките на финансиските можности на општината, а се разбира ќе наоѓаме и други решенија како да им помогнеме во соработка со бизнис заедницата во Велес. Колку средства би се заштедиле ако се продолжи со проектот економични светла за улично осветлување и зашто би се искористиле заштедените средства? Проектот за замена на уличните светилки со енергетски ефикасни светилки го започнав уште додека бев градоначалник. За жал во изминатите 4 години проектот не беше реализиран до крај. Во наредниот период, откако ќе ја добием довербата на граѓаните на општина Велес, ќе продолжиме со интензивна замена на постоечките светилки со енергетски ефикасни. Со тоа ќе постигнеме неколку ефекти, ќе заштитиме животната средина, ќе обезбедиме поголема долговечност на светилките и огромна заштеда на средства, затоа што тие трошат помалку електрична енергија. Заштедените финансиски средства ќе бидат вложени за проширување на уличната мрежа, за да обезбедиме улично осветлување до сите домови во Велес и во населените места. Дали општината ќе им помогне на стечајните работници кои беа излажани од ВМРО ДПМН на претходните избори? За жал, стечајните работници се во многу тешка ситуација и сериозните политичари не би требало да ја злоупотребуваат нивната тешка ситуација, не треба да им се даваат лажни надежи и ветувања. Јас се обидам во рамките на законските надлежности на локалната самоуправа да им помогнам со тоа што ќе привлечеме инвеститори за да отворат нови работни места каде што тие ќе може да конкурираат и да најдат вработување. Зборувам за помладите стечени работници, тие што се прогласени за технолошки вишок, а за тие што не ќе можат да најдат вработување, што примаат некаков друг надоместок до стекнување на правото на пензија, ќе обезбедиме други бенефиции од буџетот на општината, како што се по-ниски цени или бесплатен превоз во јавниот градски превоз, подмирување на сметките за потрошена вода во јавното комунално предпријатие Дервен и друг вид на помош во рамките на можностите на буџетот на општината. Дали е можна реставрација на хотел Интернационал? Хотелот Интернационал е во приватна собственост. Јас водев разговори со собственикот на хотелот уште додека бев градоначалник. Се договоривме за некои работи и за реконструкција на главниот паркинг во центарот на Велес. За жал, во меѓувреме тој одлучи по-приоритетни да му бидат инвестициите во мотелот Македонија и во неговиот хотел во Дојран. И целосно е запоставен хотелот Интернационал, што веќе почнува да пречи да представува ругло во центарот на градот. Општината не може да му наложи што тој треба да прави, меѓутоа јас би сакал во рамките на моите можности и авторитет да влијам врз него, да го поттикнам, да го стимулирам, на некој начин да го убедам да вложува во хотелот или ако нема такви намери, барем да го отуѓи, да го продаде на некои што ќе имаат намера да инвестира. Велес нема кино. Што ќе превземете на тоа поле? Благодарение на постапката што ја покренав додека бев градоначалник, во меѓувреме судскиот спор заврши и Велес стана собственик на киносалата и на зградата на синдикатот. Едното од решенијата треба да го бараме тука со искористување на постоечката киносала. Меѓутоа имаме посебно изненадување за младите велешани, затоа што осмисливме еден проект кој се надевам дека ќе биде добро прифатен од сите. Во близина на отворениот пливачки базен планираме да го реализираме проектот Fun Place, каде што предвидуваме да се отвори летна дискотека на отворено и летно кино и на тој начин значително ќе збогатиме понудата за забава на младите велешани во текот на летните месеци. Господине Коцевски, дали во вашата програма е предвидено изградба на парк со хортикултурно уредување во населба Превалец?
Во населбата Превалец не знам дали постои локација на која што би можело да се изгради или да се оформи таа површина како зелена површина, како парк, меѓутоа знам дека има локации каде што претходно изградивме детски забавни паркови, планирам тие да ги реконструираме и доколку изнајдеме некој земјиште што е во државна собственост, се разбира дека ќе излеземе во пресрет на брањата на граѓаните на Превалец и дека ќе реализираме таков проект. Дали до крајот на 2013 година ќе биде асфалтиран патот до Сливник? Сливник е големо населено место и единствено големо населено место до кое нема асфалтен пат и затоа нашите намери се патот за Сливник да биде приоритет уште за оваа 2013 година. Патот треба прво да се тампонира, па потоа да се асфалтира и верувам дека ќе обезбедиме финансиски средства за да може да го реализираме во што поскоро време, затоа што граѓаните имаат сериозни проблеми и треба да се реши што поскоро. Господине Коцевски, вработена сум во образовна институција и премногу се плашам за моето работно место, затоа што вработените од јавната администрација постојано се жртви на мобинг. Дали има излез од овој ќорсок? Многу тешко прашање. Излез секогаш има. Постои една стара кинеска поговорка која вели секогаш кога мислите дека состојбата е безизлезна, знаете дека има уште најмалку две решенија. Се разбира, решението треба да се бара во зголемување на свеста и зголемување на политичката култура кај сите учесници во политичкиот живот. За жал, тие работи се уште многу недостасуваат во Македонија и затоа има многу луѓе кои се жалат за притисоците. Не е ова единствен случај, секојдневно до нас стигнуваат поплаки од вработени како во воспитно-образовните институции, посебно од јавното комунално предпријатие Дервен, каде што во текот на вчерашниот ден повеќе луѓе беа разместени од нивните позиции, деградирани и спуштени на многу пониско ниво. Тоа не е добар метод за добивање на политички поени, нека им служи на чести на тие што се служат со закани, уцени, притисоци и совршење мобинг. Јас верувам дека граѓаните на Велес ќе знаат сето тоа да го препознаат и да го казнат на предстојните локални избори. ДПМН ми ветија вработување ако работам за нивната кампања. Што вие ќе ми понудите? Јас не би можел на господјата или господинот да му ветам вработување. Можам да му ветам доколку ми ја даде поддршката и доколку бидам градоначалник на општина Велес, дека функцијата градоначалник ќе извршувам со голема чест и достоинство, дека ќе бидам одговорен градоначалник, дека општина Велес ќе ја вратам таму каде што припаѓа во врвот на македонските општини, дека за средствата кои ќе се влеваат во буџетот на општината ќе се однесувам домаќински, дека тие ќе бидат трошени наменски за приоритетите кои пред тоа ќе бидат утврдени како најважни за подобрување на квалитетот на живењето на граѓаните на Велес. Господине Коцевски, дали ќе биде реновиран новиот мост? Новиот мост не е целосно во надлежност на општина Велес. Знам дека има одредени проблеми кои ги загрижуваат граѓаните, посебно тие што живеат блиску, кои секојдневно гледаат како мостот го подпираат со некои подпирачи за да не дојде до некои несакани последици. Мојата иницијатива ќе биде насочена кон Министерството за транспорт и врски и Агенцијата за државни патишта, која е надлежна за мостовската конструкција, за да најдеме најсоодветно решение за санирање и за отстранување на сите технички проблеми, за да не дојде до некои несакани поголеми последици. Што се планира со спортот во Превалец? Знам дека граѓаните на Превалец се големи љубители на спортот, особено на фудбалот. Се разбира, ќе продолжиме со поддршка на фудбалскиот клуб Превалец. Ќе помогнеме да добијат што подобри сооблекувални во наредниот период и ќе обезбедуваме финансиски средства за да може да се одржува клубот во
наредниот период. Исто така ќе го помагаме и турнирот кој се одржува пред Голема Богородица. Дали имате конкретен проект за жителите од Речани и Весела долина, во смисла на поврзување на оваа населба со градот? Имаме бројни проекти кои се однесуваат на овие две населби, затоа што е запоставена комуналната инфраструктура, има бројни нерешени проблеми, треба да се работи на довршување на комуналната инфраструктура и во смисла на довршување на водоводните линии, на канализациони мрежи, на разрешување на проблемот со прифаќање на атмосферските води кои создаваат големи проблеми и поплавуваат и куќи и имоти, и особено треба да се инвестира во изградба на патната инфраструктура. А ако тргнат работите на добро, бидејќи се работи за скап проект, перспективно да работиме и на изградба на мостовска конструкција која треба да го поврзе Речани со другата страна на Невес. Дали во вашиот мандат ќе направите пробив на улиците по согласно со деталниот урбанистички план на Речани во деловите каде има концентрирано куќи, а не да преименуваме веќе постојани како што беше пракса досега? Во изборната кампања ние разговаравме со нашите симпатизери и поддржувачи дека треба тие да ни помогнат за да успееме да пред да почнат да се асфалтираат улиците, да се прошират за да се направат согласно законските прописи и деталниот урбанистички план. И јас верувам дека ќе имаме разбирање и соработка со граѓаните чии имоти се граничат со улиците. Дали ќе ги проширите постојните улици согласно со деталниот урбанистички план? Дали ќе ги изградите атмосферскиот одвод согласно со техничките прописи? Да, како што реков, таму има еден атмосферски канал кој заради узурпација на просторот создава големи проблеми, водата се разлева, бидејќи нема каде да се евакуира и создава големи проблеми. Тоа ќе биде една од првите работи кои треба да се решат во Речани. На делот кај улицата Скопски пат, градежните стоваришта буквално го имаат затрупано од водниот санец и се случува прелив во делните зони. Дали ќе направите нешто во врска со ова? Одговорот што го дадов пред малку се однесува на истото прашање, значи тој проблем е голем и ќе најдеме соодветно решение како да ги прифатиме и евакуираме атмосферските води до реката Вардар за да не создаваат проблеми ни на куќите ни на другиот имот. Дали е предвидена реконструкција на улицата Максим Горки под Мегдан кај Касапови? Да, ќе продолжи процесот на реконструкција на улиците со таа динамика како што е предвидена во програмата. Дали е предвидена урбанизација на улицата Димко Најдов во районот Долни Дуќани? Имате ли план за истата? Не знам почитуваниот Facebook пријател или пријателка што се да каже со урбанизација на улицата. Улицата е урбанизирана, таму има поставено легнати полицајци уште од времето додека јас бев градоначалник. Треба да се работи на подобрување на комуналната инфраструктура, но не на таа улица, туку на другите улици. Почитувам Коцевски. Сакам да ви кажам дека деновиве интензивно во јавното комунално предпријатие Дервен се врши огромен притисок на вработените и истите се прераспоредуваат од едно на друго работно место, се со цел да не испаднат на гласање во недела. Која е вашата порака до вработените и до раководството на предпријатието? Најнапред сакам да упатам изрази на осуда на таквите неморални постапки од страна на раководството на јавното комунално предпријатие Дервен. Тоа е класична злоупотреба на нивните позиции. Раководителите во јавното комунално предпријатие Дервен немаат никакво законско право ниту надлежност да вршат притисок врз вработените. Тие се слободни граѓани. Во попладневните часови можат да прават што сакаат, да се определуваат за која политичка партија сакаат и раководството нема никаква смисла да врши било каков притисок и влијание. Моите информации се дека голем број луѓе се распоредени на пониски работни места кои се симпатизери, поддржувачи или членови на опозиционите партии. Јас сакам да ги охрабрам, да им кажам дека не треба да им се плашат,
да бидат одважни. Доколку победиме на изборите во недела, тоа секако ќе биде, се ќе си дојде на свое место. Јавното комунално предпријатие Дервен повторно ќе биде едно од најдобрите јавни предпријатија во Македонија, во кое нема да се врши никаков притисок, а работите ќе функционираат на задоволство на сите граѓани на општина Велес. Следат предлози. Ракометниот клуб Борец да биде под капата на општина Велес, како потерк на другите општини. Реновирањето на фасадата на хотел Интернационал преку спроведување тендер за идејно решение со кое фасадата и екстериерот би бил во ултрамодерен стил, со што хотелот би станал респектабилно место за одмор како на туристи, така и на бизнисмени, исто и на велешани. Исто така, предлог за отворање на тераса во истиот хотел и сала со кој во голема мера би се зголемила фреквентноста на младите во вистинскиот центар на Велес. Благодарам за предлозите. Мојот концепт за ракометот, односно за спортот во Велес би бил да ја прифатам иницијативата на спортските работници, да го возобновиме старото или да создадеме спортско друштво Борец, под чија капа ќе бидат спортските клубови од различни гранки, тоа да биде организирано како акционерско друштво со цел да се создадат што подобри услови за достигнување на врвни резултати и за надпреварување во елитните државни првенства, а ако е можно дури да се излезе на европски план во европските купови. Што се однесува до иницијативите и предлозите за хотелот Интернационал, сакам уште еднаш да повторам дека приватната собственост според Уставот на Република Македонија е неприкосновена и загарантирана. Ние не можеме да му се вешаме на собственикот што тој треба да прави и каква фасада ќе прави на неговиот објект. Може само да даваме идеи и сугестии, меѓутоа одлуката треба да биде негова. И за крај, обраќање од Facebook пријател. Господине Коцевски, со сета моја почит кон вас и веќе сработеното во вашиот претходен мандат како градоначалник. Имам неколку идеи и предлози со кои јас, како млад човек и сите други, верувајте, ќе сме задоволни од вас како иден градоначалник. Моето име и не мора да е анонимно. Јас сум Ангел Георгиев, професионален фотограф, за кој се пишувало и се знае надалеку повеќе отколку тука во нашиот град. Тоа е секогаш така. Имам предлог до вас, како иден градоначалник, да земете бар дел од она што се случува и што го прави градоначалникот на општина Струмица. Јас сум работно ангажиран во последниот период таму и гледам што се случува и колку се младите задоволни од нивниот градоначалник. А сето тоа со некои ситни, да ги наречам работи, земете инспирација од таму. Се организираат милион работи, од трка со келнери, од локалните кафички, до стрит баскет турнири, до избори за најдобра фотографија од градот и многу други работи. Ситни работи кои што верувајте на хранат и направат да се чувствуваме покорисни и задоволни нас младите. Значи можете да ја зацврстите на вашата доверба кај нас. Ако постојано сте меѓу нас. Денес е многу лесно да се организира еден турнир во кошарка или почесто во фудбал. Да се организира пример, како што кажав, избор за најдобра фотографија од нашиот град. Тоа е барем лесно. Facebook е многу моќна и корисна алатка за такви работи. Па и нека нема некои посебни награди. Нека е обичен прием кај вас како градоначалник. Верувајте, дека уште повеќе ќе ја добиете довербата од нас. Зошто мислам дека сите нас ситни работи во нашиот град не прават задоволни, а ќе има огромни придобивки за вас како градоначалник. Да не бидете како претходниот, кој немаше слух за ништо, лично од мене да го побара, да го фотографирам Велес пред новогодишните празници, како бил украсен и среден Велес. Кога кажав дека барем патот од Струмица од Велес да ми го безбедат, им беше скапо. И Велес остана единствена општина во Македонија што немаше приложено фотографија од новогодишниот амбиент. Велес и градоначалникот во изминатиот период немаа слух за ништо. Единственото господинот Петар Печков како новинар ја објави мојата работа и моите дела. Затоа, со најдобра намера од мене, ги имате тие идеи. Направете да се случува нешто многу почесто во нашиот град, посебно интересно за младите. И верувајте дека само така ќе бидете омилен како и досега кај нас младите и ќе имате големи придобивки за некои наредни избори.
Извинете за одземеното време и среќно во вториот круг на локалните избори. На младиот господин му благодарам за убавите зборови, уште повеќе за предлозите, за идеите што би требало да се направи во Велес. Мило ми е што тој ги препознал исклучително добрите резултати на градоначалникот на општина Струмица Заев, кој ја направи Струмица да биде најдобра општина во Република Македонија. Се согласувам со неговата идеја. Велес има и една дополнителна причина зошто треба да направи нешто повеќе на планот на фотографијата, затоа што покрај многуте други работи што се случиле во историјата на Македонија во Велес, како што е првиот музеј, првата библиотека, првата гимназија, првиот драмски писател, првата жена актер, во Велес е донесен и првиот фотограф во Македонија од Хаджи Косте, и мојата поранешна идеја нешто да направиме за да го одбележиме името на овој наш знаменит претходник. Се надевам дека ќе ја реализираме во наредниот период и можеби ќе биде прифатена токму оваа идеја да се востанови некоја награда за најдобра фотографија, која ќе го носи името на Хаджи Косте. Почитувани Facebook пријатели, ви благодарам за вашето внимание и за учеството во нашето денешно дружење во живо. Сакам да ви пренесам дека преостанатите предлози и другите ваши прашања ги очекуваме во наредниот период и следната средба ја закажуваме во четврток со почеток во 21 часот и 30 минути. Ви благодарам и посакувам добра ноќ. Младоста заслужува вистинска енергија, докажан лидер, нова надеж. Времето што доаѓа носи град на креативност, забава, возбуда и предизвици. Град со места создадени за младоста. Време е да продолжиме за генерациите што доаѓаат. Аце Коцевски за градоначалник. Заокружи 42. Докажано.